Ѓавато е името на хидросистемот изграден пред се, за да го полни со вода до Иранското езеро. Но пред точно една година новинарско истражување обелодени дека ѓавато ја празни државната каса. Инспектори од Канцеларијата за криминалистика во Гевгелија ги викале на распит раководителот и вработени во хидросистемот, каде според Инспекторатот за животна средина владее неред и беззаконие најмалку 7 години. Проблемот е што со години системот го управува Министерството за животна средина, па земјоделци и фирми на диво влечат вода од 22 километри долгиот систем, бидејќи и да сакаат, не можат да ја платат. Привилегија да си ја подмири сметката има само малата хидроцентрала, но и нејзиното работење во моментов е на штета на државата. Според концесискиот договор, електраната Топлец плаќа 2500 евра месечно за во секој момент да ги добива за гарантираните минимум 200 литри вода во секунда од ѓавато. Тоа значи дека системот мора да работи и кога на Доиранското езеро не му треба вода, а месечната сметка за струја за пумпите на ѓавато да донесат вода до Топлец е многу повисока од тие 2500 евра што ги плаќа малата хидроцентрала. Но договор си е договор и него во моментов го крши државата. Концесионерот на Топлец пријавил дека не ја добива договорената количина вода, иако си ги подмирувал врските, па на терен излезе Државниот инспекторат за животна средина. Инспекторатот констатираше дека во моментот работат 2 бунара и 2 пумпи, од кои се црпи до 200 литри во секунда, што и за гарантираното минимално количество за хидроцентралата, но водата се губи попатно во дивите приклучоци на системот. Од 24 септември 2020 година, од кога се останати само 2 бунарски пумпи, се добиваат од 80 до 111 литри во секунда и се доведува во прашање работата на хидроелектраната Топлец. По 4 часа теренско скенирање, водостопанската инспекторка Лидија Зафировска констатираше низа недостатоци, а даде и задолженија. Ѓавато е во крајно запуштена состојба, нема водно право и се управува незаконски од Министерството за животна средина. Не може да се прочита колку литри вода се црпат од бунарите, има многу диви приклучоци за кои не може да се докаже колку вода зафаќаат, вработените да ги исклучат дивите приклучоци и да направат попис на штетата. Наодите и препораките се повеќе од алармантни, но за жал тие се повторуваат веќе неколку пати. Раководителот на системот ѓавато, Јован Попов, вели дека тоа што го бара инспекторката е неизводливо. Не сме во можност да ги извршиме техничките работи поради немање алат, механизација и теренско возило. За одржување се потребни поголеми средства од буџетот на државата. Овие диви приклучоци до 2012 година беа приклучени легално, кога постоевме како јавно предпријатие Доиранско езеро и имавме формирано методологија и цена на водата, која јас лично ја изработив. Кога преминавме под Министерството за животна средина, беше ветено дека ќе се среди начинот на користење и наплата на водата. Но и покрај моето барање, тоа не се случи. За да се разбере како порано можело, а сега не може да се наплаќа за водата од ѓавато, треба да се вратиме 20 години назад. Изградбата на системот започна во 2001 година. За управување со него, владата во 2002 го формира јавното предпријатие за водостопанисување со хидросистемот Доиранско езеро. Една година подоцна се испумпаа првите количини вода, со што и се означи стартот на неговата работа. Според главниот проект, хидросистемот има повеќе наменска улога, и тоа за носење дополнителни количини вода во Доиранското езеро, за наводнување на површини до 1000 хектари во Богданско-Доиранскиот регион, за водоснабдување на регионот и изградба на хидроелектраната Топлец. До крајот на 2011 година, хидросистемот функционира како дел од јавното предпријатие и наплаќа за водата. Од 2012 јавното предпријатие се трансформира во хидросистем ѓавато, кој преминува како одделение во Министерството за животна средина. А Министерството по закон не може да издава и наплаќа сметки. Поради неможност да се наплаќа за водата од системот, приклучените до 2012 година продолжиле бесплатно да ја користат, но во меѓувреме има и нови диво приклучени. Според Маријан Николовски, вработен во ѓавато, системот е на апарати за дишење и работи само со 20% од капацитетот. Многу површини се наводнуваат со вода. Значи преку 100 хектари се наводнуваат.
Бесплатно, значи бесплатно се наводнуваат. Никој не води сметка каде оди таа вода, каде оди тој профит. Кој каде сака се приклучува на системот. Има и физички и правни лица приклучени незаконски на системот. Многу. Мислам оти и не ја знаеме бројката колку. Од почеток мој се знаеше колку беа приклучени, сега значи лево десно е системот разграбен, однесен. Кој дека сака шум еден ќе однесе еден крак негде, од тој крак се врзува 5, 10, 20 ќе се врзат. Ненаплаќањето за водата што се користи плюс договорот државата да испорачува вода за работа на хидроцентралата го прават хидросистемот нерентабилен, при што сите добиваат, а само државата губи, смета Николовски. Државата сигурно е оштетена најмалку само за струјата зборам. Плюс што се деградира системот, се уништува, значи треба се поправи, вентил скршен, шахта, мислам да се работи за голема сума пари. Држава треба да има ќар, значи да овозможи услови на тие водокорисници, да земе од нив, да платат за водата. За концесионерот Илиевски, договорот не е штетен за државата, а тој редовно ги исполнува обврските. Езотерна плаќа 15% од договорот за концесија од бруто приход реализирана електрична енергија или околу 2500 евра месечно. Хидроцентралата е предвидена со основниот проект. Тие не пуштаат вода поради нас, туку поради езерото. Ако државата не ги исполнува условите, тогаш ќе бараме надоместна штета до крајот на договорот до 2032 година. Нерентабилноста на хидросистемот е причина плюс за инспекторатот да ја повика владата на решавање на неговата судбина. Потребно е да се донесе одлука на влада за предавање во владение на правно лице кое е регистрирано за дејност за фаќање на вода, наводнување, водоснабдување и производство на електрична енергија. Пред 2 месеца владата му го понудила ѓавато на АД Водостопанство. Државната фирма одбила да го преземе управувањето, бидејќи нема пари. Ѓавато не го сака и Министерството за земјоделство. Интерес има само од јавното предпријатие Колекторски систем од Охрид, но се уште со резерва. Велат имаат правна основа да го преземат, но сакаат анализа за техничкиот и финансискиот дел. Според проекцијата на годишните трошоци и приходи до кои дојде 360 степени, ѓавато се чини е неисплатлив. Расходите се околу 830.000 евра, од кои 730.000 евра се за струјата потребна за работа на пумпите. Очекуваните приходи од друга страна се само 8,5% од трошоците или 62.000 евра, од кои поголемиот дел би се собрале од наводнувањето, а остатокот од малата хидроелектрана. Тоа пак не се единствените проблеми на ѓавато. Инспекторатот вели дека договорот со малата хидроелектрана е склучен со сега непостоечкото јавно предпријатие, а е продолжен со анекс од Министерството за животна средина. Владиниот ресор веќе цела година не ја дава комплетната документација, а и тоа што го дали изгорело во неодамнешниот пожар во Инспекторатот за животна средина. Сепак, сето она што Инспекторатот го собрал во досегашната едногодишна инспекција во ѓавато, го предал во обвинителството. Институциите немаат информација дека е отворена постапка, а не добивме и ние.